сменат цела екипа, но и тоа изгледа нема да им помогне. А и не може да ја менуваат, зашто секоја екипа на почетокот пред натпреварите пријави по 24 борачи до Меѓународната федерација. 63 килограми Владко Лазаров против Константинос Кесанидис. Водеа една тешка борба во првиот меч, 2-2 дури по продолжението, и со одлука на судиите победата му беше доделена на нашиот борач. До сега не ја почувствуваа радост од победата грчките борачи. Сега 2-1 освојува Кесанидис. Не се регистрирани на семафорот. Сега 3, значи уште 1 поен од Десимо, од главниот судија. 3-0 водство на Кесанидис во дуелот со Лазаров. Акцијата е прекината, изминува првата минута од борбата. Категорија на борачи до 63 килограми. Во секој случај, овој пат нема да има продолжување, зашто веќе едниот од двајцата борачи има освоено 3 поени. Тоа е Кесанидис. Владко Лазаров се обидува да најде, но досега не изнаоѓа решение за еден ефектен напад и за поентирање. Сега има шанса, но дали има сили? Подсетувам, Бучим Јака ја брани титулата европски клубски првак, освоена пред 2 години. Убав зафат за 3 поена и еве контра офанзива, контра акција, сега нова контра на брзина по неколку поени на едната страна. Најнапред 2 за Лазаров, потоа 1 за противникот и ќе го видиме сега конечниот исход од овие брзи акции на двајцата борачи. Минатата година имаше пауза во Купот на европските шампиони во слободен стил, се одржаа надпревари во грчко-римски стил. Победија русите. Годинава повторно во слободен стил, до година повторно грчко-римски и така наизменично на секои 2 години. И сега резултатот е 4-5. 4 поени за нашиот борач, 5 за грчкиот представник. Ова е инаку четврта средба на Бучим Јака во Купот на европските шампиони, прва во овој втор циклус. Во првите 3 успешен против Фијаме Оро, против Чепел и против Тедаш. Ги совлада сите. Нашиот представник и стана европски првак. Се здоби со правото да учествува во светскиот куп, кој се одржа за прв пат минатата година овде во Радовиш. Беа победени американците во финалето. Сега му овозможи Лазаров на Кесанидис да освои нов поен, но како ќе ја заврши акцијата гркот. Оди на сигурно на поен. И не успеа да го освои тој поен. Немаше сили да притисне и да го легне на душекот противникот. Со двете колена треба да биде допред душекот за да се освои поен. Грчкиот судија сега не реагира. Гледачите бараат поен за Лазаров, но Превола Ракис не го доделува тој поен од проста причина што акцијата ја почна гркот, па во такви ситуации, ако противникот дојде за оној борач што ја почнал акцијата, тоа не се смета како поен. Останува 5:4 поен предност за Кесанидис.
Изменува четвртата минута. Офанзива на нашиот борач и освојува поен и изравнува. 5-5. Неизвестна борба. Исто како и во првиот дуел. Со таа разлика што сега има многу повеќе поени. Првата борба во регуларно време заврши со водство на нашиот борач од 2:1 во продолжението освои поен Грко 2-2. На крајот победата му беше доделена на Владко Лазаров. Петта минута, уште 48 секунди до крајот, нерешено е. Дали некој ќе освои поен? Ја свируваат борбата двајцата, сега прв се обиде да изведе зафат нашиот борач, не успеа. Коректен е грчкиот судија, покажува дека неговиот борач е пасивен и бара да оди во партер. Дали ќе ја искористи оваа шанса Лазаров? Истоштени и црпени се двајцата борачи. Демче Ангелов бара собирање енергија за последен зафат, за последен напад, за последен опит за освојување на bod. Уште 10 секунди до крајот. Раскината е акцијата, уште 8 секунди до крајот, 5-5. Има продолжение, веројатно повторно во овој меч меѓу двајцата противници кои се боре 8 минути во првиот круг. Крај на регуларните 5 минути, веднаш борбата продолжува до освојувањето на првиот поен од страна на едниот или другиот борач. Предност има Грко сега, доколку успее да стане и да го подкрене нашиот борач. И трета работа да дојде зад него. И четврта, овој со двете колена да биде на душекот. Прекината е акцијата. Му даде отпор Лазаров, не му дозволи на Грко да ја реализира својата замисла. Шесте илјади гледачи остануваат доследни, го бодрат нашиот представник. Се веселат на овие постигнувања, на овие резултати на борачите на Бучим Јака. Водство 38:2 по 10 борби. Во партер поради одбегнување на борбата оди Константинос Кесанидис, вице шампион на Грција. Повторно треба да биде изведен зафатот. Сега доколку успее да го подкрене и да го заврти, тоа би било добро, тоа би било поен и крај на борбата. Не успеа. Повторно во истата положба. Ако имаше свртување, ќе имаше поени. Вака останува 5-5. 1 минута и 16 секунди до истекот на продолжението од 3 минути.
Уште 60 секунди од продолжението. Сега би требало да има поен, само да се врати во дозволената зона за борба. Едноставно да легне, треба да дојде зад противникот. Па, што се случи? Не успеа да го задржи. Сепак, Владко Лазаров е млад, 18 години, неискусен, некој поискусен борач би нашол поинакво решение. Кога веќе 90% ја заврши работата и го дигна противникот. Штета. Тука можеше да биде освоен поен и да се стигне до победата. Сега повторно изгледа ќе им дадат шанса на судиите, двајцата борачи да решаваат за исходот во мечот. И во последната секунда, буквално во последната секунда од борбата, Кесанидис стигнува до 6-тиот поен. Победува со 6-5 и ова е прва победа на еден грчки борач во вечерашниот дуел меѓу Бучим Јака и Атлас од Атина. 3 поени.